Здраво, драги родители! Секојдневниот ритам на родителите во процесот на родителствувањето со децата денес, особено за современите родители, подразбира многу брзо влегување од една обврска во друга обврска, од еден план во друг план, се за да може на децата да им се возможи што повеќе, што побрзо, што подобро. Но денешната средба на Малиот принц со свртничарот или пак со железничарот и со трговецот ни даваат една многу добра поука која треба да ја разберат родителите кои што сакаат да практикуваат свесност, а тоа е дека суштината во самиот процес на родителствувањето или суштината со децата не е во брзањето, ниту во магичните и лесни решенија, туку е во начинот на кој родителот се поврзува свесно со своето дете. Свесното родителство не потсетува дека нашето присуство е најголемиот подарок или најголемиот дар кој можеме да им го подариме на децата, а тоа е да ги гледаме, да ги слушаме, да бидеме присутни со нив, без да бараме брзи одговори, без да одиме по кратки патишта, без да бараме брзи решенија. Како е ова прикажано преку средбата со свртничарот и со трговецот, ќе видиме сега во книгата на Малиот принц. Добар ден, рекол Малиот принц. Добар ден, одговорил свртничарот. Што правиш ти овдека? Го прашал Малиот принц. Испраќам патници, пакети, сојадници, одговорил свртничарот. Ги испраќам возовите што ги однесуваат де десно, де лево. И во тој момент еден осветлен експрес грмејќи ја затресол кабината на свртничарот. Многу им се брза на сите нив, рекол Малиот принц. Што бараат тие? Дури и човекот од локомотивата не го знае тоа, одговорил свртничарот. И уште еден експрес загрмел во спротивниот правец. Тие веќе се враќаат? Прашал Малиот принц. Не, тоа не се истите, му одговорил свртничарот. Тоа е вкрстување. Тие не се задоволни од таму каде што биле? Никој не е задоволен таму каде што е, му рекол свртничарот. И трет осветлен експрес пројурил татнејќи. Да не ги бркаат првите патници? Прашал Малиот принц. Тие не бркаат никого, одговорил свртничарот. Тие спијат внатре или пак се прозеваат. Единствено децата ги кршат носовите допирајќи ги до прозорците. Единствено децата знаат што бараат, рекол Малиот принц. Тие го губат своето време за една кукла од партали, која потем им станува нешто најважно, а кога ќе им ја украдат, тие плачат. Децата се среќни, рекол свртничарот. Добар ден, рекол Малиот принц. Добар ден, одговорил трговецот. Тоа бил трговец на апчиња за згаснување жет. Ако се испијало едно апче неделно, веќе не се чувствувала потреба од пиење. Зошто го продаваш тоа? Го прашал Малиот принц. Со тоа се заштедува многу време, му одговорил трговецот. Експерти го пресметале тоа. Со ова се заштедуваат 53 минути неделно. И што се прави со тие 53 минути? Се прави што се сака. Јас, помислил Малиот принц, кога би имал 53 минути на располагање, би одел сосема полека, кон некој извор. Од средбата со свртничарот можеме да видиме како постојано тој префрла возови, едни кои одат на исток, други кои одат на запад, трети пак се враќаат во спротивна насока. И секој бил од возовите бил препун со луѓе кои што брзале, но никој точно не знаел каде оди. И Малиот принц сето тоа го гледа со чудење, зошто сите толку брзаат, а секој од нив не знае точно каде оди. И од перспектива на свесното родителство, оваа слика ни носи една тема
за децата и за темпото на животот. Детето по природа знаеме дека е присутно, како што вели Шефали во низините книги за свесно родителство, децата се суштества на сегашниот момент. Значи тие се такви, сакаат се да знаат на патот, сакаат на патувањето со родителите, секогаш сакаат да позастанат, да гледаат, да истражуваат. Меѓутоа, свртничарот, кој што го символизира родителот и ја символизира современата култура на возрастните, секогаш е во трка со времето и притоа се губат насоките во кои што се оди. Меѓутоа, за детето, ако расте, тоа со родители кои што постојано ги менуваат шините, како свртничарот што прави, од една работа во друга работа, од еден план во друг план, од една обврска во друга обврска, на детето му се дава еден поглед, еден светоглед, една доверба дека во животот нема стабилност и нема мир. Значи се создава еден впечаток дека тој секогаш мора да брза, дека мора да не смее да застанува, дека не смее да губи време и така натаму. Затоа велиме дека родителите кои што не се свесни, кои што сметаат дека распоредот, особено дневниот распоред на детето, мора да биде потполно исполнето со училиште, со тренинзи, со курсеви, со дополнителни часови и така натаму, тие сметаат дека тоа што го прават е добро за детето, меѓутоа не разбираат дека несвесно тие го втурнуваат детето во возот на железничарот, односно дека го внесуваат во една трка без пауза, без насоченост, без вистинско дишење. Но свесното родителство што им укажува на родителите дека треба на детето да им се дозволи време за ништо. Тоа време за ништо подразбира време за слободна игра, за гледање во облаците, за мирисање на цвеќињата, за еден убав разговор со родителите. Значи, тоа ништо не е празно, туку тоа е простор каде што детето ќе развива својата креативност, каде што ќе може да си го слушне својот вистински компас, внатрешен компас, да може да се слушне и да се разбере себе си во едно место на каде што постои тишина. И ако родителот остани заробен во улогата на свртничарот, значи секогаш да менува линии, секогаш да брза, тогаш детето ја губи можноста да може да се поврзе со својата суштина. Меѓутоа, ако родителот одлучи да застане и да каже: да, денес ќе направиме простор, да бидеме заедно без план, тогаш и текако му се подарува на детето она што е многу поважно од кратките дистанци, му се подарува едно време за душата. И свртничарот значи го подсетува родителот дека не е битно колку возови тој ќе испрати, туку дали родителот ќе биде присутен тогаш кога детето ќе го побара неговиот поглед. Трговецот пак, од друга страна, што му нуди? Му нуди на малиот принц пилули, со кој што ќе ја згасне жетта, значи ќе заштеди на време, и тој, ако ја испие таа пилула, на неделно ниво заштедува 53 минути. Меѓутоа, што му одговара малиот принц? Малиот принц му одговара дека ако тој има заштеда од 53 минути, тој би ги искористил за патување до изворот. И оваа реченица носи една многу длабока полука до родителот, дека во современиот свет родителите често бараат брзи решенија, брзи одговори да им дадат на децата. Например, му даваат таблети да престанат да плачат, или пак значи таблет да престанат да плачат, или пак телефони за да во кое што детето ќе го смести своето внимание, или пак награда и казна со која што ќе се коригира однесувањето на детето и така натаму. Значи тоа се тие пилули се едни брзи решенија, кратки одговори кои што наизглед изгледаат дека
се практични, доста практични, меѓутоа тие ја одземаат суштината. И затоа на детето не му треба лек за да ја згасне жетта, туку му треба едно патување до изворот. Му треба процес на откривање, потребно му се доживување, потребно му е поврзување со себе и поврзување со природата. И кога родителот постојано тој му нуди на детето кратки решенија, одговори, го учи дека животот треба да биде брз, треба да биде лесен, треба да биде секогаш среќен. Но така што му се одзема на детето? Му се одзема на детето можноста да стане трпеливо, да расте со издржливост, да расте со истрајност, да расте со... и при тоа да биде радосно на патот на своето растење и покрај тоа што ќе доживува напор. Свесното родителство се трга од илузијата на трговецот, дека родителот не треба да бара магични решенија, едно волшебно стапче да поседува, туку го учи детето дека жетта и напорот и како имаат значење во процесот на родителствувањето. И во текот на растењето. Во вистинската вредност е во тоа да се оди полека до изворот, со љубопитност и со благодарност. Мајката и таткото, кога ќе застанат и ќе му кажат на детето, ајде сега да одиме до паркот заедно да се прошетаме, а не со кола да се носи секој ден до врата детето, до самото место, до самата дестинација на секаде, му покажуваат на детето дека животот не се состои од брзи решенија, туку од патувања и од доживувања. Трговецот символизира еден систем на готови решенија, на готови одговори, а малиот принц пак не потсетува на автентичноста, дека таа е во жетта за патување до изворот. Овие две средби се многу клучни затоа што ги покажуваат двете замки во кои современите родители многу лесно паѓаат денес. Тоа се прво брзење и при тоа губење од вистинската насока, а второто е потрага по брзи решенија и давање брзи одговори. И токму свесното родителство е заради тоа да ги предупреди родителите на овие две замки во кои несвесно секојдневно влегуваат родителите и свесно да почнат да избираат што помалку брзање, а што повеќе присуство, што помалку пилули, а што повеќе одење по патот кон изворот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.